Британија. Светот се справува со COVID-19. САД ги продолжија мерките за социјално дистанцирање до 30 април. Италија ја надмина Кина според бројот на случаи, а во Северна Македонија денес почина уште едно лице. Сепак од државата денес и добра вест. Македонското знаме се крена пред седиштето на НАТО во Брисел. Останете со Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Македонското знаме се крена пред седиштето на НАТО во Брисел. Историски момент, но скромна церемонија поради пандемијата на коронавирус. Но пред оваа вест, најновите информации за COVID-19 во светот и кај нас. Председателот на САД Доналд Трамп ги проложи мерките за социјално дистанцирање до 30 април, велејќи дека тоа што е направено досега е во функција на спасување животи. Првичниот двонеделен период кој властите го одредија за спроведување на мерките за социјално дистанцирање истече денеска. Трамп смета дека во САД стапката на смртност ќе порасне за 2 недели и рече дека државата ќе биде на добар пат кон закрепнување до 1 јуни. Доктор Ентони Фаучи рече дека одлуката за продолжување на мерката за социјално дистанцирање е мудра и предпазлива. Тој рече дека тоа што е направено досега имало ефект, иако останува на претходно дадената прогноза, дека во САД постои опасност да има повеќе од 100.000 смртни случаи поради коронавирусот. Денес рано наутро статистиката покажа дека во САД има 142.000 потврдени случаи и повеќе од 1.500 смртни случаи. А во светот, во Шпанија денес се регистрирани 812 нови смртни случаи од коронавирусот, додека со повеќе од 6.000 нови потврдени случаи стана трета држава во светот по бројот на заразени, заедно со САД и Италија. Шпанските власти пред 2 недели воведоа мерки за затворање на бизнисите и несуштинските институции, за да се обидат да го запрат брзото ширење на вирусот. Ваквите мерки се користат од страна на владите во целиот свет, вклучувајќи ги и новите ограничувања во Москва, со кои на луѓето им е дозволено да ги напуштат нивните домови само за основни потреби, набавка на храна или лекови или за итен медицински случај. Во Италија пак вчера се регистрирани нови 750 смртни случаи, но веќе се гледаат првите знаци на забавување на пандемијата. А во Северна Македонија, уште една жртва на коронавирусот во државата. Утрово на ефективна клиника почина 79 годишен жител на Дебар, кој бил хоспитализиран на 25 март во тешка состојба, јави колегата Огнен Чанчаревиќ. Тоа е 7-та жртва на епидемијата на коронавирус во Северна Македонија. Во последното деноноќие пак се регистрирани 26 нови случаи на лица заразени со коронавирус. Со ова вкупната бројка на заболени лица во државата се искачи на 285. Од ефективната клиника денеска на домашно лекување се пуштени 9 пациенти, кои се успешно излекувани. Станува збор за 8 жители на Дебар и еден скопјанец, чии 2 последователни теста дале негативни резултати. А поради пандемијата, свечената церемонија на кревање на македонското знаме во живо се следеше во владината зграда во Скопје. Владимир Мирчевски јавува. Македонското знаме од денеска се вее пред седиштето на НАТО во Брисел. Со овој чин се финализираше речиси 30 годишниот процес на зачленување во НАТО. Северна Македонија е 30-та членка на Алијансата. Ова историски чин за земјата порача генералниот секретар на НАТО, не заборавајќи да каже дека тоа меѓу другото се должи на компромисниот преспански договор. Вашата напорна работа го овозможи ова. Вашето зачленување е добро за вашата земја, за Западниот Балкан и за меѓународниот мир и стабилност. Во времења како овие, пријателите и сојузниците се поважни од кога било, а сега Северна Македонија ги има најдобрите. Добре дојдовте во НАТО. Ова е историски ден за НАТО и за сите граѓани на Северна Македонија. Тука сме, стоиме пред седиштето на НАТО конечно со сите сојузници. Нашето знаме се вее со знамињата на останатите 29 членки. Свечената церемонија, која истовремено се одржуваше во Брисел, Монс и Норфолк, во живо се следеше во владината зграда во Скопје. Денеска го остваруваме најголемиот успех на нашата земја од незината независност до денес. Знамето на Република Северна Македонија денеска гордо се развиори во кругот на знамињата на семејството сојузници на НАТО. Патот беше долг, но наградата што пристигна денеска
со погледот на знамето на нашата земја во седиштето на НАТО во Брисел, ја заслуживме. Во далечната 1993 година земјата донесе одлука да стапи во НАТО членство. Во 2008 не успеа поради грчкото вето. 12 години подоцна и по надминувањето на спорот зимето, Северна Македонија е дел од најмоќниот воено-политички сојуз во светот. Загласот Во продолжение за тоа како се чистат улиците низ светот со цел да се спречи ширењето на коронавирусот, Ара Шарабасади ја пренесува сликата. Во Банкок улиците се пусти, има само воени камиони и лица со заштитна облека. Во главниот град на Тајланд и другите поголеми градови во светот, ваквата слика е нормална поради мерката за социјално дистанцирање, со која повеќето луѓе се дома, што отвара простор екипите да ги дезинфицираат улиците каде се регистрирани случаи на инфицирани. Од група неодамна откриена од 14 март, 57 случаи се поврзани со ноќен клуб и сала за бокс. Вклучува организатори, учесници и публика, заедно со нивни блиски контакти. Бројот на инфицирани во Тајланд брзо порасна над 700, вклучувајќи и еден смртен случај. Во главниот град на Кенија намалениот сообраќај на улиците овозможи здравствените работници да водат војна со патогените со средства за дезинфекција. Оваа санитарна вежба многу ќе помогне. Уништуваме и други микроби, не само корона. Користиме хлор што ефикасно убива бактерии. Екипи од Министерството за здравство го чистат јавниот превоз во Најроби и инсталираат мијалници за раце. Во Ниневех, ирачки град на периферијата на Мосул, нема потврдени случаи, но дезинфекцијата на улиците продолжува. Во Ирак има барем 230 пријавени случаи, а 20 лица починале. Во Сирија, белите шлемови, група позната по операциите за пребарување и спасување, сега имаат нова мисија. Тимот има задачата да ги дезинфицира јавните места, џамиите, училиштата, црквите и салите за големи настани. Даваме и совети за заштита од вирусот. Сирија го потврди својот прв случај на коронавирус во неделата. Во Индија населението не смее да излегува од дома. Потврдени се околу 500 случаи и десетина починати. Но здравствените експерти предупредуваат дека бројот таму ќе расте и се стравува дека ќе ја преоптовари јавната здравствена инфраструктура. Поради COVID-19 во верските храмови во Јужна Африка сега е забрането да се собираат повеќе од 100 луѓе. Сепак, тие наоѓаат креативни начини да ја практикуваат верата. Анита Павел јавува од Јоханесбург. Црквите во Јужна Африка деновиве изгледаат малку поинакви, по воведувањето на владините ограничувања во борбата против пандемијата на коронавирусот. Но тие наоѓаат креативни начини да ја одржат верата, и тоа преку пренесување на службите на интернет. И џамиите се затворени за масовни собирања, барајќи од верниците да се држат во помали групи. Верниците пак, навикнати да се молат рамо до рамо, сега се раздвоени, но без жива музика не може. Емануел Игбибу свири на оргула. Овој пат настави пред само 58 лица во Јоханесбург, наместо вообичаено пред 400. Се изолира од публиката најмногу што може. Ја преместивме оргулата така да има помала шанса за контакт со другите луѓе. Лидерот на политичката партија во Јужна Африка, која ги застапува правата на муслиманите, вели дека муслиманската заедница треба да ги почитува владините препораки. Се надеваме дека ќе преовлада мудроста на Соломон и дека тоа ќе му помогне на лидерството. Аллах најдобро знае. Игбибу вели дека во вакви времиња музиката е многу важна. Оваа пандемија ќе трае неколку месеци, но музиката останува. Ќе продолжиме да се молиме за луѓето, јас тоа го правам преку музиката. За верниците оваа криза е голем предизвик. Некои велат дека е уникатен тест, кои се решени да го положат. За повеќе информации за состојбата со коронавирусот во САД и во другите држави, појдете на нашата веб страница. Јас сум Милена Ѓоргиевска, се гледаме утре повторно. Пријатно.